Значи вака, пред се, најнапред започнуваме со спремање на 3 оброци, да нагласиме конкретно што ќе се случува. Од кои 3 оброци, првиот оброк ќе го спремиме за доручек, кој што препорачуваме да биде банана или чоко банана протеин. Чоко банана протеинот ќе се состои од една половина на банана, кој што ја сечеме два дела и ставаме во шејк. Потоа додаваме млеко, 200 до 250 мл млеко, зависно од колку имаме потреба. Потоа додаваме една лажица плазма кекси. Додаваме по желба исто и малку чија семе. После додаваме една доза на 35 грама левро чоколаден протеин. Една коцка мраз. Затвараме шејкот. И го блендираме. Пред да точим во чашата, ставаме уште малку плазма, за да може да биде по-вкусно и похранливо самиот протеин за на почеток. Го додаваме чоколадниот протеин, блендиран заедно сите состојки. Даваме плазма. Чија за пожилба. Цивка. Пожилба може да додадеме исто така и природен мед. Со што овој оброк ни е завршен за препорачлив од наша страна за доручек. Кратка содржина само ќе кажеме за самиот протеински шејк, зошто е препорачлив конкретно овој. Станува збор за протеински оброк или протеински шејк чоко банана, поради тоа што бананата држи ситост повеќе време, бидејќи сакаме да замениме еден оброк во утрешните часови и да бидеме сити, полни со енергија, затоа самиот протеин кој што го додаваме со чоко бананата е моментот кој што сакаме да представиме дека самата содржина која што го имаме во овој протеински шејк ќе не држи ситост барем од 2 до 3,5 часа. Со што ако го конзумираме овој оброк во 9 часот наутро до 11 часот или 12 попладне фаќички пред да ни дојде, веќе ќе имаме некоја ситост на да не конзумираме некои други храни, хранливи состојки или евентуално оброци, со што во тој период ќе ги примиме сите можни и потребни минерали, витамини и се подразбира протеини кои што се потребни за организмот да функционира нормално. Така, значи овој приготвен шејк кој што го приготвиме моментално е шејк чоко банана кој што е препорачлив од наша страна за доручек или евентуално да биде оброкот во 9 часот од прилика. Значи од 8 до 10 часот во утрешниот од периодот часот. Е протеин кој што го направивме со банана, чија семе, плазма, млеко, сето тоа заедно миксано
и е препорачливо од наша страна бидејќи самата состојка на бананата е која што ќе не држи ситост барем до следниот оброк, кој што би требало да не биде негде во 12 или 1 часот. Така да, сите овие хранливи материи кои што се потребни на организмот за утрешно функционирање на мозокот, бидејќи имаме натрий, како што рековме, и сите состојки плюс и додатоци на мед и плазма, се состојки кои што ќе не одржават во текот на тој период целосно нахранети, а и исто така полни со витамини, минерали и се подразбира и протеини кои што се внатре. Се подразбира користењето на добро познатиот левропротеин или фа протеини кои што ги имаме во нашиот Спартан протеин кафе бар, се доста со голема количина на протеинска вредност, кој што приготвено со од левро, чоколаден протеин. Сите овие состојки, наша препорака е да ги конзумирате во периодот од 8 до 10 часот во сабајлето, за да може да се осеќате и сити, и полни со енергија, и исто така и полни со сите потребни витамини и минерали кои што му се потребни самото тело за да врши сите функции во утрешниот период.